Бугарската позиција или декларацијата која е усвоена во нивниот парламент со само 4 гласа против, значи со еден севернокорејски процент, објективно кажано, и власт и опозиција застанаа за таа позиција, ќе биде реална политичка пречка. Мислам дека сите тоа го гледаме, ќе го согледуваме. Што може да се случува сега наредниот месец и половина, можам да ви кажам околу тајмингот од она што јас знам во однос на усвојување на преговарачката рамка за нашата држава од страна на комисијата. Тоа би требало да се случува веројатно некаде средината на мај. Првичните драфтови да излезат, значи после Загребскиот самит кој за прв пат во историјата на ЕУ ќе биде онлайн. А дефинитивно еден провизорен датум циркулира во Брисел, не велам дека е дефинитивен на вистина, 16 јуни, 16.6 би требало да биде дедлајнот, крајниот рок за Европската комисија да излезе со свој предлог. Потоа ќе бараме наредните недели, веројатно дека не се распушта заради одмориве, ќе бараме и политичка согласност на ова рамка која ќе биде предложена од комисијата. И са тука е битно да знаеме, во комисијата сите преговарачки позиции и сите битни прашања се решаваат со мнозинство на гласовите. Кај Европскиот совет се бара комплетен консензус, да не го забораваме и немојте да забораваме дека со новата на француски предлог усвоена методологија за преговори, Франција бараше, сите се согласија дека земјите членки мора да имаат многу посилна политичка контрола врз процесот.